Манастир Свети Преображение во село Зрзе. Ова е манастирот, оддалечен на околу 35 км од Прилеп, се доаѓа по асфалтиран пат. Ова е паркингот, има уреден паркинг за автомобили, тука го ставате автомобилот и потоа продолжувате пешки, мора до манастирот. Ова сега ќе ги видите, ќе ги зумираме монашките келии, се наоѓаат под манастирот. Затоа сакам да зборувам во ова видео, го прашав монахот во манастирот дали може да се пристапи до монашките келии. Ми кажа дека нема пристап, патот е зараснат со треви, дека и тие одамна нема слезено долу. Поентата беше убаво би било да се направи како атракција, да може да се посетат овие, да се направи патека, да се види, да се посетат овие монашки келии, да се види како порано живееле монасите, како туристичка атракција. Ова е патот по кој што мора малку пешки да се изоди до манастирот. Значи, за две работи сакам да зборам во ова видео, за монашките келии и за како да се направи како полетувалиште за параглайдери, пошто има доволно висина, може и од паркингот, а може и од дворот на манастирот има едно место, ќе го видиме подоцна. Манастирот изграден во 14-тиот век, реновиран е сега брзо. Ова е влезот. На вратата пишува Манастир Свети Преображение Зрзе. Ова е дворот, убаво среден, со трева, со клупи, со столчиња. Ова е црквата лево. Може да си поседите, да си одморите. Додека пак во следното видео ќе видиме како вештачката интелигенција ќе ни ги објаснува фреските во црквата, како текстовите да ни ги преведе што значат на фреските, приказните кои што произлегуваат од самите фрески, како таа ги гледа и ги толкува. Би препорачал кога одите во некоја црква или манастир, сега со вештачка интелигенција може да ги преведуваме овие текстови напишани, може да откриеме некоја тајна, како порано се живеело, како се негувала религијата. Овдека се наоѓаат 3 рибници. Порано имаше многу повеќе риби, се имаше во секој рибник по една риба. Ова е природна вода, си тече од планината, чиста. И ти убаво го уредуваат дворот. Овдека може да се види, си фрлаат ти парички за среќа, си замислуваат желба, дали тоа е правилно или не. Секој сам треба да се одлучи. Овде монасите си одгледуваат бавча, своји домашни производи чисти. Еве, рибата сега може да ја видиме. Евете. Чуваат и кокошки, може да си купите и јајца за дома. А ова е просторот од каде што може да се направи полетувалиште за параглайдери. Мислам дека е доволно високо, ветар прилично има, или па да се направи горе во планината, да се проложи патот и да се уреди просторот. Би било интересно за туристи. И од другата страна на Трескавец од таму полетуваат и да се направи долу, например, во некое село на средина во Сенокос, прифатилиште за параглайдаристи, уредно место со паркинг каде што може да слетуваат.